Кочанија немаше среќата да остане во групата на студентски градови во државата, иако неколку години ги почувствува благодетите од присуството на потенцијалните академски граѓани, додека во спомен домот Аснон функционираше правниот, а подосна и економскиот факултет. Помокниот и подобро организираниот Штип како средиште на Универзитетот Гоце Делчев одигра во своја корист и ги приграби атрактивните факултети, оставајќи инвестицијата на државата во реновирање на Аснон како промашена инвестиција која во меѓувреме дополнително е уништена. Кочани можеше да стане студентски град и претходно, кога во државата се отвори Славијанскиот универзитет, но некој од локалните политичари не гледаше долгорочно и далековидно, па наместо во Кочани популарниот Руски универзитет се вдоми во Свети Николе, каде студираат неколку илјади студенти, а повеќе стотици се стекнаа со дипломи. Затоа што барем дел од кочанските деца немаат можност да студираат во својот град, тие сега се заинтересирани каде да се запишат на факултет и каде да се сместат. На располагање им стојат над 4300 легла ширум студентските домови во државата, и тоа во Скопје, Битол, Охрид, Прилеп и Штип, кои располагаат со различни сместувачки капацитети и различни цени. Со цел студентите, но и родителите да знаат какви трошоци за сместување ги очекуваат, ги споделуваме актуелните цени во државните и во приватните домови. Во објектите од тврда градба и во бараките цената на студентски кревет се движи од 3500 до 4000 денари, по државна капа до 7000 и 8000 денари во приватните.